Почитувани, нов скандал на повидок од неспособната и криминална влада предводена од СДС и ЗАЕВ. Постои сомнеж дека АДЛМ ги мести условите за учество на новиот тендер на РЕК Битола вреден 320 милиони денари. Согласно тендерската документација, економскиот оператор во последните 3 години треба да има ископано 900.000 тони јаглен, а таква фирма во Република Македонија, според информациите со кои што располагаме, има само една, а тоа е фирмата која важи за блиска до врвот на СДСМ, Пелистер ДОО Битола. Ако тоа е така, другите компании кои се занимаваат со оваа дејност од старт се елиминирани, а со тоа однапред се знае кој ќе го добие тендерот. Сомнежот е дека оваа тендерска постапка е однапред договорена работа. ВМРО ДПМН бара истата да биде поништена и да биде распишан нов оглас со еднакви услови за учество, водејќи се од начелото на правичност и транспарентност. Почитувани, на површина излегува причините поради кои беше укинат Советот за јавни набавки, кој беше гарант за законитоста и чувар на јавниот интерес при постапките за јавни набавки. Советот за јавни набавки беше трн во очите на власта, пречка за сите коруптивни шеми и затоа беше укинат. Цената на неговото укинување сега ја плаќаат граѓаните, од чии пари се полнат сметките на фирми блиски до оваа криминална власт. ВМРО ДПМН вчера обедини дека токму фирмата Пелистер, поради склучен договор во 4 очи, е фирма која во изминатиот период вршеше ископ на јаглен за потребите на РЕК Битола по цени двојно поголеми од првично предвидените, со што државата плати 1 милион евра повеќе. Имено, откако договорот беше раскинат, наместо со второ рангираната фирма, односно истата фирма Пелистер, која тогаш понудила 45 денари за ископ на гигаджул јаглен, се прави договор со истата таа фирма во 4 очи, но за сума поголема за 1 милион евра. Како е можно истата фирма за истата работа на еден тендер да има една цена, а кога се договара во очи, истата таа цена да биде за 1 милион евра повеќе? Колкава е сумата која овој пат треба граѓаните да ја платат и треба да заврши во нечии джебови? Граѓаните исто така се прашуваат и чекаат одговори дали е вистина дека транспортот на јагленот го врши компанија која се поврзува со семејството Заеви. Дали разликата во цените на штета на граѓаните завршува во джебовите на фамилијата Заеви. Граѓаните чекаат одговори. Граѓаните на Република Македонија мора да знаат каде завршуваат милиони евра од нивните пари. Благодарам.